Легендарната MX-5 го направи својот глобален деби на чикашкиот мотор шоу пред 22 години. Да се освои позицијата на најпродаван двосет кабриолет можеби беше лесно, но да се задржи таа позиција не е едноставно. За оваа временска дистанца Мијата освои неколку титули автомобил на годината на разни пазари, доживеа неколку рестайлинзи, но остана најпристапниот кабриолет во светот. Дотерана да одговори на потребите на сите што се заљубени во кабриолетите, MX-5 стана икона на автомобилската индустрија. Првата генерација која се продаваше од 1990-та до 1997-та беше опремена со 1,6 литрен мотор со 116 коњи. Во тоа време покривите на кабриолетите се правеа исклучиво од платно, а тврдиот покрив се доплаќаше. Тогаш Мијата се нудеше во црвена, бела и сина боја. Почетната цена беше $14,000. Втората генерација дебитираше од другата страна на Пацификот, на Токиското мотор шоу во 1997 година, додека третата во Женева пред 6 години. Во 1999 година производството ја достигна бројката од 500,000 продадени Мијати, а една година подоцна од страна на Гинисовата книга на рекорди е потврдено дека MX-5 е најпродаван спортски кабриолет. Оваа позиција се чува со континуирано продолжување на производството кое на секои 3 години го зголемува бројот на произведени Мијати за по 100,000 примероци. Моментално MX-5 се продава со 2-литрен агрегат од 167 конски сили, а сега има изведба со склоплив тврд покрив кој е за 25% поскапа од онаа со платнен покрив. Месецов се постигна бројката од 900,000 примероци. Јубилејниот примерок е изведба со платнен покрив со 6-степен мануелен менувач и црвена боја и е наменет за купувач во Германија. Доколку се следи до сегашното темпо на производство, милионитата Mazda MX-5 ќе се произведе во 2014 година.